Mala, 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 grupa pederi, ovdje kovoga dani. Mala, 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 mala nije da, Slovaka je mala, ama nikako je mala. И што направив ја? Отидов во армија. Во армија е супер, све мужи, тоа сите униформи исто. А и пошто ја многу сакам да работам со мужи униформи, нели, многу брзо напредував и набрзо станав аѓутант на еден наш познат македонски генерал. И мојата прва голема задача беше НАТО самитот во Букурешт. Идеме тамо во Букурешт, тоа генералската сала, влегувам внатре, све генерали околу тебе. И ми доаѓа еден така височок плав со плави брчиња, ми пружа рука и ми се представува и вика Удо Педерсен, down Denmark. Ја викам, леле, Удо, шубаво име имаш. А он онака се разгали на тоа, се подмоче на комплиментот и вика, ние вас ве сакаме во НАТО, вие треба да ни влезите, само прво треба тепате Iraqi people. Викам, ако треба ќе тепаме и марсовци, само да ми влеземе. И ја така очијукам со овој Педерсен генералов и у тој момент у муабетов ни упаѓа овој грчкиов генерал Марсимудис, уништувач на забави еден. И му вика на овој генералов, му вика, охи, my friend Педерсен, охи, фирам ноти НАТО, охи, шобе, му викам, охи, да те изгори свињо дебела. И на тоа овој многу се изнервира и почна да вика, охи, фирам и НАТО, Скопјано малака, охи, Америка is not leader today leader is Greece, ние Греко ставис на Скопјано вето, фирам ноти НАТО. Викам, ако вие Греко стурис на Скопјано вето, тогаш да даде Господ, овој ни за гриз да немате. И тогаш му фрлив клетва, и он не знаеше дека клетва фрлена од педер брзо фаќа, и така и беше. Така и беше. Они нас ни ставија вето, и сега ни за гриз немаат. Ама мене многу ме зачуде. Зошто? На тој генералот Марсимудис цело време многу имаше поддршка и добиваше помош од овој францускиот генерал Турими Салама. Мислам, зошто овој го поддржуваше ако се земе во предвид дека францускиот и македонскиот јазик се исти? Еве, например, французите за двор викаат лакур, а ние викаме курмие двормие. Ама тоа што бевме на самит, не значи дека останавме сами. Покрај оној генералот Педерсен, со нас беше и овој турскиот генерал со босанско потекло Ашим Суџуклија. Он пред да стане генерал работел во босански гей хотлайн. Еднаш кога бев во неговата соба хотелска, он мене ми демонстрираше како го правел тоа. Дрпај ме, засу. Мази ме рука, to mi radi, opkoli mi muda usnama, uđi u me ko u životinju, torpediraj mi guscu, 2 dvojčice, 3 trojčice, 5, 5, 8, ali sam se popalio, baš sam se popalio. Например, тој генералот Суџуклија, Ашим, беше многу романтичен тип. Еднаш така јадевме гравче и после тоа седнавме во када со топла вода и не знам како се случи, јас прднав, а замислете, он се наведна да ми ги љуби меурчињата. Ама ја мислам дека дури и да станев маршал, тоа ќе беше џабе што се однесува до татко ми. Мислам, он меѓу време го сменил мислењето и пак не сакаше да ме пушти дома, вика, ајде, ова денес не е војска, ова е све педерана, денес вистинските мужити се у политика. Ја шо направи, викам, ако си у политика, добро, тато, тогаш одам у политика. Ама не знаев на која страна да тргнам, дали на лева, дали на десна. И станувам така еден ден, застанувам гол пред огледало и почнав.
Прво со лева, па со десна, па со лева, па со десна, па со лева, за да видам дали поише припаѓам на левицата или на десницата. Али ја пак не можев да се одлучам затоа што со двете раце добро ми идеше. Најпосле мислам, нели политиката е курва, ја педер, нема да се разбираме. А башка разбрав дека у политикава меѓу нашите политичари има многу хомофоби. И сватив дека нивната хомофобија е многу тесно поврзана со патриотизмот. Еве, например, кога на еден наш политичар хомофоб му рекоа дека некој рекол, дека во Македонија има многу педери, рикнал: кој е бе тој што рекол така да го ебам у гъс? Како бе хомофоб да го ебам у гъс? А не иде тоа. Реши да ме запише да тренирам некој машки спорт. Али он немаше појма дека најмашките спортови у државата се уствари најпедерски. И јас затоа со кејф ги тренирав. Например, многу сакав кошарка. У кошарка педерисувањето е апла. Например, кога сте виделе кога некој наш племејкер кога води топка. Наместо да тргне директно да ја закуци у тоа кошот, он цело време нешто се трти демек со тоа топката, демек никој да не му ја земе. Али најинтересен е оној противничкиот играч што го чува. Застанал вака зад него, ги расширил рацете и само му го потпикнуе: оп на Чичо Лешничиња и Оревчиња! Оп на Чичо Лешничиња и Оревчиња! И кога ќе му го потпикне до крај, тогаш обично судијава свири фаул, а овој противничиот играч све нешто вака крева раце и се буни и вика: абе судија, не заебај, па не го фаулирав, глеј кај ми се рацете, немам со шо да го фаулирам. А овој судија му вика: абе не ади гомна, не си го фаулирал, па гледај како го извадил јазикот. Ви велам, кошарката е супер за педери. Еве овој Меджик Џонсон, да кажеме, од шо закачи сида, шо мислите? Па и он многу сакаше да се трти под кошеви. Или овој, да кажеме, зашо овој Мајкл Џордан толку долго остануваше со топката у воздух? Па му беше страв да не слета на некој црнецки суџук у рекет. Не се, али и фудбалот е супер спорт, луѓе, леве, фудбал, даваш гол, нели, и трчаш, соблакаш дресот, соблакаш гаќиците, чорапите, копачките, легнеш на тревата и со душе чекаш да ти нарипаат 10 опасно запотени мужи на чело со голманот. Например, таков еден имавме мој клуб, многу згоден тип, он мене многу ме нервираше. Ке дае гол, ке се облече тоа дресот и педерот не дозволува да го фатиме. Само ни бега по цел терен. Али ова беше најинтересно. Беше полувреме и у прво полувреме овој најдобриот противнички играч ни даде 2 гола. И овој тренерот на полувреме нервозен ми вика: Кире, сопреку прво полувреме, како знаеш, иначе не ми искаче пред очи. Ја почнав второто полувреме и кога сега памтам, противници ви изведуваат корнер. И јас застанав зад овој најдобриот противнички играч и у тоа гужвата никој која не гледаше су му збрцал прс у гъс. Толку силно му го збрцав прстот у гъс, што му ги скинав гаќиците. И овој нервозен се врти и ми удира бокс. И судијата го виде само оној момент кога овој ми удира бокс. Му даде црвен картон на играчов, го извади надвор и ние така после направивме пресврт и ги тепавме со 3-2. После тоа, овој тренерот секој утакмица мене ми даваше да ги чувам најдобрите противнички играчи и ја на сите им брцав прс у гъс, понекад цела рука им брцав и они редовно ми маваа боксо и добиваат црвени картони и ние секојаш така победуевме. На тој начин заиграв и за фудбалската репрезентација на Македонија. Ама и оттамо многу брзо ме избрка. Ама и од репрезентацијата многу брзо ме избрка кога почнав и на судиите да им брцам прсти у гъс. Ама после сум се запишал на уметничко лизгање, без да знае татко ми. Уметничкото лизгање стварно има многу секс. Само штета што нема мушки двојки. Замислете, мушки двојки, па го креваш вака партнерот на една рука, па го вртиш вака као рулет, па го префрлаш на другата рука, го фаќаш, па го фрлаш, он прави двоструки ексел, ти го фаќаш вака пред тебе, па почињеш да го возиш по тоа мразот, па тука малце го тресеш, па го возиш по тоа мразот, па тука го тресеш, па ако случајно ти е многу спор, искачаш пред него, имаш и за шо да го повлечеш.
После тоа се запишав на скокови во вода. Кога слушнав дека водата во нашите базени е ладна као кур, па јас во модел таму и све на гъс сум скокал. А знаете шо е ова? Педер игра тенис. Тенисот е супер игра. Ја, например, многу си го сакам овој Новак Џоковиќ. Например, исто така многу го почитувам овој Роже Педерер. Исто така и овој е добар, не е лош, овој шпанецов Рафаел Мидал. Тенисот е стварно супер игра. Секојаш имаш рекет со дршка на кој што можеш да седнеш да се одмориш по напорните сетови. Ја така си тренирав спортови и татко ми гаеше надежи дека од мене ќе стане пичкин душмани наместо педер. Ако сме веќе кај геј парадиве, ние геј благородништвото од Балканот сме умрени да правиме геј паради. Ама работава е што уште не созреали условите за тоа. Например, овие нашиве геј браќа од Београд. Они, например, 10 години поред прават геј паради и 10 години поред јадат ќутек по тоа геј парадите. Толку ги тепаат што решија да сменат тактика. Сега станаа како овие од серијата Повратак од писаних. Сите отишле у илегала и све илегално се договараат преку телефон. Тоа вака изгледа. Хало, Тихи, што радиш, душо, како си? Ево, Прле, само што сам изашол са маникирам, а све су ми се ногте поломили од овог илегалnog заебавања. Него, како си ти, Прле, како ти е булја, јел те још сврби? Ама не сврби више, после оно гузолома прошле суботе, сада е све окей, љубави. Него, знаш шта? Јуче сам био код Мрке и Паје да играмо возиче, али Мрке не е хтео да буде локомотива, па смо се посваđали, па онда смо мало нанисали заеднички у сону песму «Шта ти може си да садка да радиш ручни рад». После су нам се јавили ови наши из геј штаба и рекли су нам да откажемо геј параду затоа што ќе оне мачо селјачини из гестапа опет да нас бију. Знаш, оне njihov командант Кургер на дупе нам се попео. Него знаеш шта, баш сам хтео да идем на ову геј параду затоа што сам хтео да отпевам ону песму наше познате Лепе Лукич кој сам прерадио геј варијанти. Очеш да ја чуеш? Стварно? Јао, баш си срцуленце. Слушај. Moj Milane, jabuko sagrane, ženjen si, a jebeš muškarce sa strane. Nije bitno što si sve to krio, nego što si brata acu naguzio. Таква е ситуацијата у Србија. У Србија нема живот за педери, како викаат у Србија? Не иде Србин радо у педере. Побрзо ќе ти доја ако го викнеш на пукање, на тепање, на јадење прасиња, отколку што ќе ти прифати некој вака тип као мене што редовно менја гаќи и што многу сака да игра курташак со други мужи. Мислам, ова курташак е типичен геј израз. Тоа значи кога со некој друг маж си играш, ти него за кур, он тебе за ташак. Турцизам. Али кога сме кај геј парадите, и кај нас е ситуацијата многу опасна. Многу. Овиот владава како да се зарекле нас педерите да не скараат со овие обичниве смртници. Знаете што направиле пред извесен период? Ги викнале пензионерите на таен заговорнички состанок во владата и вака им рекле: или тепајте педери, или нема у бања. За секој истепан педер 10 бесплатни вожњи на жичарата на Водно. И знаете што ми се случи? Стојам ја така у зграда пред лифтот доле и овој комшијата дедо Ставре чадор во газов ми навре. Мислам, ја уопште немаше да го осетам чадорот да не се отвореше. Гзов како булка ми стана. Джабе после дедо Ставре се вадеше на суд дека морал да ми навре чадор кој што е од ефтино кинеско производство, кој што се отвора од безвезе затоа што му е мала пензијата па не може да купи некој поскап. Али има Господ. Има Господ. Не помина ни месец дена, а дедо Ставре умре. Овие од владава да го почеста дедо Ставре што во газов чадор ми навре,
го однеле бесплатно у бања и после тоа нака вруќ го ставиле на жичарата на водно и одма се оладил. Бидејќи, нели, ме избрка од дома, затоа што никој не сака топол брат во топло семејно гнездо, и што се случи? Викам, што да правам сега со себе? И решив малку да шетам по светот. И бев у Бугарија. Mala, mala, mala grupa pederi, ovde kod Boga dani. Mala, 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 mala nije da, Slovačka je mala, mala kuća golema. Аз съм обратен, аз съм педераст, мачорчета си хапвам всеки час. Искам да рипкам по цел ден на прас, ме боле газ, му ставам раз, аз исте искам аз.